Добро утро, good morning. I was asking Ја прашував министерката за одбрана дали ова е во живо, ми кажа дека е во живо, значи дека не може да ви кажам виц, но во секој случај не е ова време за вицови, ова е сериозно и озбилно време. continue in Macedonian. Ќе продолжам на македонски. Знам дека дел од вас сте од Северна Македонија, меѓутоа дел се и од другите НАТО земји. Така за одбрана, Славјанка Петровска, Dear Ambassador Баиба Браже, Assistant Secretary General for Public Diplomacy, почитуван генерал подполковник Стивен Келси, почитуван началник на генерал штабот на нашата армија, почитувани НАТО комуникатори. Пред се дозволете да се заблагодарам за поканата на денешното обраќање. За мене гледката на оваа мрежа од над 300 НАТО комуникатори е очигледен клуч на успехот на стратешките комуникации на Алијансата. За нас, како најнова членка на НАТО, ваквите настани се од исклучителна важност, бидејќи тие го детерминираат нашето понатамошно внатрешно организирање и делување во полето на стратешките комуникации. Како НАТО членка, посветено придонесуваме кон колективната безбедност. Тоа е видливо низ изминатава година преку сите преземени активности без разлика дали е помошта и поддршката за Украина, воените вежби Брз одговор 22 или Блесок 22 и други активности. Но воените и политичките активности се тесно врзани со нивната комуникација и со умешноста истите да ги доближиме што поблиску и што поточно до граѓаните. Од комуникациите и од нашата отвореност зависи дали и како граѓаните ќе разберат на кои начини работиме секојдневно на зачувување на нивната безбедност. Иако во безбедносните кругови понекогаш преобладува мислата дека во јавноста нема дискусија за безбедноста, значи дека безбедноста си ја врши работата, сепак јас лично не се согласувам со таа теза. Сметам дека во ерата на дезинформациите и хибридните напади, токму стратешките комуникации имаат најважна улога во борбата и доспеваат до точните и проверени информации до граѓаните наспроти дезинформациите, чија цел е да внесат немир и страв. Воената инвазија врз Украина од страна на Русија и огромниот наплив на дезинформација околу истата ни покажа дека комуникациите може да имаат сериозно раздорно влијание и против таквото влијание мора да се бориме. Точно е дека Украина во овој момент одлично се справува со информацијската војна, зашто од сите нас има поддршка, но токму таа информацијска војна ни покажува колкава е улогата на комуникациите во стабилноста на една земја и еден регион. Комуникациите и информацијската сфера не биле никогаш поважни за безбедноста и стабилноста од денеска. Безбедносната криза со која што се соочува Европа и светот, како и во информацијската сфера преку сајбер безбедноста и хибридните напади, покажува дека сите ние без разлика дали како членки на НАТО или како европски и уште повеќе балкански земји ќе мора да продолжиме со интензивниот фокус на ова поле. Дозволете како прв представник на владата да истакнам дека борбата со дезинформациите е приоритет на кој работиме и меѓусекторски во владата, но и партнерски со медиумските и граѓанските кругови. Само здружениот општествен пристап може да биде одговор, бидејќи проблемот со хибридните действија е сложен и влијае во целото општество. Нашите владини и министерски комуникатори воспоставија систем на транспарентност, во кој точните проверени информации се лесно достапни и кои се ресурс во борбата со дезинформациите на дневно ниво. Воспоставениот стандард и репутација на отвореност и транспарентност ги прави дезинформациите лесно демантирани, а нивните ширачи дискредитирани. Ваквата проактивност помага во намалувањето на ширење на дезинформациите. Голема е одговорноста за ова на сите вас, но јас сум уверен дека сите вие сте на висина на задачата и дека успешно и умешно одговарате на сите предизвици. На крајот ќе завршам со сличната мисла со која и почнав. Како НАТО членка се водиме по новиот стратешки концепт и работиме на најважното представување на сработеното внатре во Алијансата, а тоа е говорењето во изглас. На сите нас 30 членки, на сите нас над 300 во просторијава, тоа е единственото и силата на Алијансата. Ви посакувам успешни и плодни денови работа и се надевам дека од оваа конференција ќе произлезат одлични идеи и резултати кои ќе ги чуваме наскоро. Ви благодарам и посакувам пријатен и успешен престој во Северна Македонија.